Јас не сум здравствен работник, правник сум, повеќето во оваа комисија се здравствени работници. Гледам дека имаме конструктивна насока во вистина да најдеме законско решение. Јас разговарав со дел од младите лекари кога стигна основното предлог законско решение кој што вели со членот 1 се брише условот кој предвидува да здравствените работници со високо образование од областа на медицината кои можат да специјализираат да имаат и најмалку 6 месеци работа согласно стекнатата лиценца за работа во примарна здравствена заштита во здравствен дом според програма на Министерството за здравство. Сега кај е тука проблемот? Во ред што се бришат тие 6 месеци. Знам, сум разговарал со луѓе, сваќам која ви е намерата, оние кои што работат кои што имаат вработување во здравствените установи од 6 месеци да можат да конкурираат се според програмата на Министерството за здравство. Но тука да не направиме проблем, па укинувајќи ја програмата за здравство, оние кои што веќе се на пробна работа, на платена пракса и земаат надомест за тоа да не можат да конкурираат на специјализација. Разговарајќи со младите лекари, во ред е да се укине според нив оваа пробна работа 6 месеци, нели по стекнување на лиценца, збориме за тој стаж, не во 13 семестар, во ред е да се укине затоа што така би се олеснило нивното пријавување на специјализација. Например, го напоменав и преска, лани се случи да оние кои што почна на платена пракса од 6 месеци лани, во месец, Министерството за здравство распиша конкурс за специјализација во јуни месец и фактички тие не можеа да се пријават на тој конкурс за специјализација и треба да го чекаат наредниот кој што треба да се распише оваа година, а уште не знаеме кога би се распишал. Имајќи предвид дека 2 години пред тоа поради корона кризата и немавме конкурси за специјализација, па треба да имаме предвид дека нашиот здравствен систем навистина е оптоварен и доколку ние ми ускратиме можноста на младите лекари да побрзо им створиме услови за да се пријават, да специјализираат, нормално е дека тие ќе сакаат да се заминат од тука. Ние наместо да редиме административни пречки и бариери, јас пак ќе напоменам, здравствен работник, нормално е вие како здравствени работници да имате дилема дали тие 6 месеци би биле додадена вредност на младиот лекар во насока на започнување специјализација, нели како што народски кажано да не е од клупа во специјализација, но ете во 13 семестар веќе тие одат по клиниките и по примарните здравствени установи, обавуваат стаж. Така да сметам дека доколку ги укинуваме овие 6 месеци од програмата за Министерството за здравство, треба да ги укинеме за сите, и за оние кои што сега се на пробна работа и во минатото, и за можат и оние кои што се вработени да се пријават без 6 месеци, како што е во постојното, така пишува. Се брише условот кој предвидува да здравствените работници со високо образование од областа на медицината кои можат да специјализираат да имаат и најмалку 6 месеци работа. Ако ги укинуваме за нив, да ги укинеме и за оние, да укинеме и потребата да има пробна работа од платен стаж. Вака мислам дека треба да најдеме едно заедничко решение, затоа што кога носиме закони кои што ги тангираат здравствените работници, да не ни се случи како 2019 година, да направиме проблем па потоа пак да го исправаме. За оние кои што носиме решенија, мислам дека не треба да внимаваме да не направиме само поголем проблем. Мене тоа ми е дилемата. И доколку донесеме едно вакво законско решение, дали оние кои што сега, оние млади професионалци кои што сега обавуваат пробна работа, да кажеме, наплатена пракса во здравствените установи, брза помош, затоа што ова значи дека не укинуваме и условот од програмата за Министерството за здравство. Продолжи. Ако го укинеме тоа, ќе се укине програмата. Дали тие млади лекари кои што веќе потпишале договор, ќе имаат право доколку утре се распише конкурс за специјализација да конкурираат? Но дали тие ќе имаат право да конкурираат доколку утре се распише конкурс за специјализација, веќе имаат договори за 6-месечна пробна работа за која што примаат надомест од околу 30.000 денари. Тоа е дилемата. Ако одиме со едно законско решение, каде што се укинуваат овие 6 месеци работа, треба да го укинеме условот и за нив, за да можат доколку утре има конкурс да се пријават на конкурсот за специјализација. Затоа што нели и доколку важи некој закон ретроактивно, доколку тој е поповолен за граѓаните,
е важечки. Затоа јас предлагам да изготвиме еден комисиски амандман тука сите заедно во преодни или завршни одредби, тоа правниците од законодавна правна комисија го знаат подобро. Доколку ги укинуваме овие 6 месеци работа, кој што се услов за започнување специјализација, тоа да важи и за оние млади лекари професионалци кои што моментално обавуваат пробна работа и примаат надомест за тоа, односно кои моментално имаат подпишано 6-месечни договори, а и во минатото, за да им се излезе во пресрет и да створиме еднакви услови и да ја олесниме административната бариера, да не се доведеме до ситуација да на одреден број граѓани од оваа генерација и минатите генерации со законот од 2019 година кој што го донесовме да им оневозможиме да се пријават на тој конкурс. Само тоа е дилемата, затоа вака еве колега и јас гласно размислувам да најдеме вистина едно решение, да им излеземе во пресред на сите. Јас знам која е интенцијата ваша. Вашата интенција е дека некој работел 5 месеци во примарна здравствена установа, бил вработен, но би не одел на пробна работа со платен стаж, тој не може да конкурира. Ама, поправајќи го тоа, да внимаваме да не направиме проблеми кај овие кои што сега се на 6-месечна пробна работа според програмата за Министерство за здравство. Да ги осогласиме двете работи и доколку ги укинуваме, да ги укинеме за сите, со тоа што во преодни и завршни одредби да влезе дека би можели и тие да конкурираат на конкурсите за специјализација доколку се распишат пред истекувањето на овој 6-месечен период за кој што имаат подпишано договор. Благодарам.